Еве го мојот компањон за денес во оброкот на денот, теа ни пристигна за овој совршен декемвриски празничен момент. Инаку таа завратена ни од Франција, со сопругот Дарко имаа прилика да си прошетаат, да јадат кисела зелка, да пробаат. Дарко се целиете во со вина во главата така. Чекај да го кажеме додека го памтиме. Шокрот гарни. Да. Тоа е нешто што го јадевте така? Тоа е традиционално француско јадење. Прво ти благодарам за поканата уште еднаш. Нели како што сме по дома, само ќе ти кажам ти благодарам што дојде во тело. Да, вака празнично, предпразнично односно да си ја заокружиме годината. Јас имав прилика на 3 дена да посетам 3 града, односно Базел, Страсбург и Колмар. И во сите тие градови пробав по некое нивно традиционално јадење, со тоа што тоа, нели како што го кажавме, шокрот гарни е француско традиционално јадење кое што е составено од кисела зелка во комбинација со сланина и компири. И е многу интересно заради тоа што кај нас нели киселата зелка многу се користи, меѓутоа сарми, подварок, така тие се на таков начин не ја припремаме, а е многу интересно затоа што доаѓа еден вид како салата. Иако е зготвена, ја комбинираат како салата. Како салата. И сите овие компоненти, сланинката е внатре се стават. Да, се е внатре ставено. На овие божикните базари се служеше во комбинација со овие кобасиците што ги продаваат, нели? Затоа што таму има многу влијание и од германска традиционална кујна. Има некои слики, имам пратено, може гледачите да видат. Еве сега баш во моментот може колеги да ги погледнеме фотографиите. И баш нели хот-догот како што го продаваат со кобасицата, дозгора ставаат од киселата зелка и е многу интересно, вкусно јадење и може исто така да се комбинира и во домашни услови со покрај кобасица, со ребро, со некои такви јадења што бараат кисела зелка, малку. Инаку ово што го гледаме моментот е кујната на Теа. Готвиме на Теа, ако појдете на нејзиниот Инстаграм профил, ги сподела овие рецепти, долги години дефинитивно. Да, овие се малку постари рецепти кои што беа многу актуелни и заради тоа и сакав да ги прикажам да ги видат гледачите. Да, бидејќи ми побаравте и нели слики. Во последно време подготвувам повеќе видеа, па и немам толку многу слики, ама тоа е тоа, истото го креирам цело време. Мене ми е пасија готвењето и многу љубов несувам во готвењето. А и мислам дека нели е едно од најобединувачките работи како состојка во модерното живење, нешто што те смирува, нели ти прави една сталоженост и кроткост. Чувствуваш кога готвиш, едноставно си со себе. Значи свесноста ти е на највисоко ниво. Само единствено што ми фали е повеќе музика. Да, извинете, стопирате режија, ова е само една фотоприказна од последното патување, така? Како што кажав, значи бевме 3 дена, Базел, Страсбург и Колмар ги посетивме. Левата слика е во Базел, покрај реката Рајна. Тука стопираме. Таа е таа зелка од левата страна. Ова е во Страсбург, да. И баш тебе прикажано нели на сликата како изгледа зелката, е многу ситно сецкана. И добро, времето ме погодило. Многу убаво беше времето, да. Инаку знае Франција да биде нели малку тажна. Да, за чудо многу имаше сонце и дури еве на едната слика се гледа дека и сум на джемпер соблечена и уживам на сонцето со греено вино. Што е интересно. Значи баш една многу убава празнична атмосфера, сегде мирисеше на греено вино. Преубаво. Ние пошто сме така научени да ги посетуваме сите градови пешки, по 15 на километри поминувавме и баш една така релаксирано зимско патување. Дали да не погрешам, Колмар го има познатиот Дедо Мраз на променадата каде што оди по жица, не знам дали беше. Па оваа година го немаше, да. Го немаше веројатно, можеби. Нас ни рекоа дека треба да го има и го очекувавме, ама го немаше. Оваа година не знам дали имаше некакви промени во... Или можеби во друг дел од годината. Па можеби, да, можеби. Меѓутоа, вела дека Колмар особено е специфичен по тоа што, нели, баш еднаш до два пати премиерно го гледате Дедо Мраз како оди по некои жици, практично невидливи. Да, можеби не знам за нивниот католички божик, можеби да. Тоа го прават како спектакл, не знам. Али променадата вела дека е преубаво е, стварно. Јас бев изненадана заради тоа што нели кога ти кажуваат друго, а друго е кога ќе го доживееш таму.
И првично сите ни викаа, леле, ќе одите со децата да им покажете како е. Велам, не, ние ќе одиме сами, како тоа сами. И па така, моите деца се си уште мали, заради тоа што патувањето со мали деца е малце покомплицирано. И 15 километри дневно би било за нив. Ние го испитавме теренот, кога ќе пораснат малце, ќе ги носиме. Ги знаеме точките, булеварите, сокаците, кај што ќе ги... Таму поинаку ги доживуваат работите околу Божик. Кај нас повеќе се фокусираме на Нова година. Мислам дека сето тоа е малку поразлично и заради тоа и така и изгледа. Да, мислам дека треба да создадеме на култура, општествена одговорност секое семејство и сите ние некако да придонесеме Скопје или било кој град во Македонија да ја доживее таа културно празнична магија. Не е само што велиме, нели како да сите чекаме може и последните 7 дена на дневни забави да одиме во 15 на кафеа ни да се дотираме, не е во тоа убавината. Убавината е секој ден да играме, да идеме на програма, што велиш, да пробаш суштината на овие празници мене ми е во домот, семејството, да се прикаже дома, нели, готвење јадења, да се украси, да се собираме како семејство. Мене, мислам, тоа ми е убавината на овие празници. Јас најмногу го сакам овој период од годината. Само заради тоа, а не заради забавите кои што треба да ги имаме. Нели забави можеме преку цела година. Апсолутно. Утрово те најавив како дама која што го носи празникот и Божик во себе. Ти благодарам. Познавајќи те, можеби тебе и семејството, знам дека ги уживаш овие денови. Така што би требало, мислам да се потрудиме да не бидат вртимушки и не знам се какви мали занетчи. Некој прави рачно лампиони, некој прави од чоколадо некакви различни форми. Топлинки, не знам, да, значи покрај храната што се продава и грејното вино, многу ми остави впечаток тоа што има разноликост на штандови каде што можеш да најдеш милиони работи што не ти ни паѓнало на памет никогаш, за разлика од кај нас што многу малку им се дава можност на таквите луѓе, креативци. И тоа можеби и тоа е тука суштината. Да. Ама тоа ние не можеме нешто многу да смениме. Сега како е промената започнува од нас самите, така што да бидеме таа промена, именно само да прашам, значи Страсбург, Колмар и уште кој град? И Базел. И Базел. Кој ти беше сите се тие три убави, меѓутоа кој ти беше Сите се три убави, ама некако мене Базел многу ми остави така посебен впечаток, можеби заради тоа што најмногу време поминавме таму и заради тоа што некако најмногу го изоживав, покрај реката пиевме винце на сонце и некако така, и некако така многу ме опушти. Заради тоа можеби ми остави најголем впечаток, инаку Страсбург можам да кажам дека беше најубаво украсен и дека најмногу така се почувствува тој божикен, односно таа божикна атмосфера. Ама убаво е, трите града се стварно многу убави да се посетат. Ете препорака од Теја утрово за да Јас многу сакам да патувам и изминатите години немав многу прилика заради тоа што нели кога си мајка мораш да се фокусираш на децата. Едно детенце па друго и што велиш. И сега бидејќи малку се подпораснати па можеме да ги оставиме на баба дедо и имав прилика ете така. Прекрасно. Прекрасно. Која ти е најзастапена намирница во овој период од годината и што е топ 3 избор што е твоја традиција, која што сакаш да ја имаш на трапеза? Овој период од годината многу сакам да користам цимет. И сега имав едно јадење направено што е грчко традиционално јадење, што е со цимет. Многу потсеќа на битолскиот чомлек, кој што го прават. Чомлекот беше со неколку видови везени пиперки, лукче, вино се ставаше? Мали кромитчиња, тоа е уствари суштината на јадењето. Мали кромитчиња се ставаат во јадењето и се комбинира свинско, телешко месо. Ете така, да. Да, и се крчка подолго време. Во експрес лонец чинам дека беше така. Или може експрес лонец или оној што е готвач, каде што се може да се готви подолго време. И бидејќи јас летово го пробав јадењето во Грција, многу ми остави впечаток тоа што циматот дава една таква нота на целиот вкус на целото јадење. Дури некој наблажена можам да претпоставам. Да. И го подготвив, иако јас претходно не знаев дека е многу слично на чомлекот. Благодарение на тој рецепт го открив и чомлекот, затоа што многу луѓе што ме следат ми пиша. И тоа уствари во овој период од годината сакам да го додавам циметот. Во овој период сакам јаболко, портокал, такви работи што кога ќе ги склопам заедно ме потсеќаат на една празнична атмосфера, да.
Меѓутоа задолжително ќе ти биде сармата, или избегнуваш? По однос на тие солени јадења, да, сармата секако. Не ја пропуштаме овој период, кифлички и руска салата обавезно за Нова година и за Божик. И така ние сме семејство каде што, како што кажа и претходно, се собираме заедно сите и сега со мајка ми се договараме кој што ќе спрема за Божик. Да не се поклопите во исти работи, вака да си има рецепт. Па да си ја поделиме работата, не може еден човек се да спреми. Да, например, татко ми во моментот има нарачки, не знам како купити, така што човекот си е познат по тоа и реков да не се претерува само. Апропо тоа и го говоревме, нели, затоа што знаеме да се опуштиме сега малку повеќе за празниците, ама нели се во да, сега јас за денеска ќе спремам еден брз рецепт што можам да кажам дека е некоја по-хелти варијанта, затоа што ќе правам со тортилји и поедноставна за правење. И читам дека со спанак беа тортилји. Тие се со чија и со спанак, да. Супер. Сега вака, значи многу едноставно ќе биде. Имам кисели крставички, ореви, земав сува брусница, малку да не потсети на тој зимски момент. Фета сирење, павлака, ќе ставаме на лажица мајонез колку за вкус и кашкавалот ми е за декорација на крај. Од одгора, да. Инаку со теа рековме, инаку само погледнете даската. Готвиме со теа, тука сме Боби. Ова ми е доста стара даска, ова ми е од почетоците. И сега веќе избегнувам да ја користам за снимање затоа што да не бидам досадна. Не, е прекрасно и треба да си го промовираш својот бренд. Да, сега за оваа емисија, да. Може да почнеме, Може да почнеме, да, инаку теа вели дека ќе направи декорација како Елка, тоа нели рековме да се потрудиме, ма како и да е важен рецептот и љубовта која што ја пренесуваме преку оброкот на денот. Да, сега ќе ги сацкам крставичките, се вака ќе сацкам, ќе ја измешам еден вид на салата ќе направиме, потоа ќе ги наполниме тортилите, ќе ги завиткам во форма на ролат и ќе ги исачам, ќе ги наредиме на даската како Елка. Ќе видите, едноставно една креативна идеја. Искрено да ти кажам, рецептов го смислов денес со Бајла кога пазаре во маркет. Во тоа е вештината, вака, јас препорачувам во моментот доколку не гледате, да појдете на Инстаграм, готвиме со теа вистина толку убави рецепти и од благи до солени, како што може да забележите до фотографиите, барав исклучиво да бидат некои така празнични фотографии. Да, за разлика од други што готват, мислам, јас сите рецепти, скоро сите уствари ги правам сама според мојата креација, иако генерално основата на рецептите, на тие традиционални рецепти што ги имаме нели од нашите мајки и баби наследство, секогаш гледам да додадам нешто мое што ќе ме одликува мене и како ги правам рецептите, одам во маркет и гледам што ми се допаѓа и викам еве ова може да се комбинира со тоа и си правам во главата, гледам некој рецепт што е веќе готов спремен, гледам дали може да додадам нешто ново. Да има нешто мое. Специфично што ќе биде за сензибилитетот на готвиме со теа. Супер. И најчесто правам јадења со намирници од фрижидер, што веќе ги имам. И тие јадења после тоа не може да се повторат заради тоа што немаме секогаш исти намирници. Се сложувам. Знаеш дека некој пат највкусните рецепти излегле од имаше на филмската платформа Netflix, чинам дека беше Leftovers или остатоците во кујната кои што ги имаме и за жал некој пат знаеме Тие помодерно се викаат рециклирани јадења. Нема нешто поинтересно да направите некаква нели комбинација и да ги испробате вештините? Мене во една ситуација ми се случи, имав останато мусака од компири и што ќе правам со мусаката, од вчера некако не ми се јадеше истото јадење. И викам, знам, ќе направам сос за болонјеза. Додадов доматен сос, додадов зачини. Го испасира, препоставам дека, така? И излезе нешто феноменално. Едноставно ништо не се фрла. Така што креацијата треба на сите да им биде... Да, имаше бај пред некој ден. Јас имав оставено така леќа, што само беше така приготвена. Ми текна ќе направам палачинки. Да, баш убаво. Да, така што... Ова со сескањето баш ме потсети сега на празничниот период, кога овие исто можам малку да ги потцрткам. Брусницата, да, што ќе даде една блажина, ама и
еднашто велиш зимска приказна во... Да, јас сакам во јадењата да има малку блажина. Да, и ова со циметот, имам доста луѓе кои што ги користат, да речеме, прават, не знам, се не ми доаѓа нешто на памет. И па јас обавезно малце ставам цимет сега. Да, почнав во мусаката од мудри патлиџани да ставам цимет и некако многу ми се допадна вкусот. Така што убаво е. Иако некој ме критикува дека во солени јадења не се додава цимет, затоа што никаде не пише дека не смееме, нели? За благо, меѓутоа мене така ми се допаѓа. Ако добро вешто го искомбинирате, апсолутно мислам дека тоа се вкусови, да. Не подразбираат ограниченост, напротив. Јас пред извесен период гледав рецепти кои што се базата беше туна и јајце варено. Мислам, нели, никој пат не би го искомбинирале, никој пат нели затоа што да, велат дека не кореспондираат едно со друго. Меѓутоа, ете, постојат секакви рецепти во светот. Еме наши колеги кои што патуваа периодот во Тајланд, не знам дали забележа Александар и Лари и така натаму, пробува сушена медуза, пржена и така натаму. Може ли само да ми дадеш една вилушка, за да можам сиренцево да го изгметам? Повели? Фета сирење, да. Благодарам, да, ова е фета сирење. Ќе го изгмечам, ќе додадам малку павлака и една лажица мајонез. Супер. И со оваа намирница практично салата ја ги виткаме. Со оваа салата ќе ги наполниме тортилите, ќе направиме еден вид на ролат. Супер. Обично за празници јас сакам да правам и оние класични ролати од пандишпан. Ама вака кога немаме многу време, да, солените ролати. Солени обланди, како би ги... Да, па баш е тоа пандишпан класичен. И ова е еден брз начин како да, кога немаме многу време, да направиме нешто вкусно. Јас секогаш имам тортилји во фрижидер и кога ќе ми се најават гости на брзина, така знам да побрзо нешто, апсолутно побрзо нешто. Мислам, има толку многу комбинации што и во air fryer може да се испечат малце убаво денес. Може ја да ги трнеш да не ми сметат. Слободно. Еви ова. Ти благодарам. Да, значи павлаката, мајонезот ги ставивме, сега ги мешаме. Рековме кашкавалот само за декорација ќе го искористиме, да. Заборавив да си земам форма на звездичка, ама ќе го направам тоа со нож. Не се ни сомневам. Да, ќе се снајдеме. Инаку, мора да ти споменам дека имаше исклучително успешна година, до што можеме и ние вака како обсерватори наготвиме со теја да го забележиме на твојот профил на Инстаграм. Па да. Доста убави и претпоставам дека брендовите го препознаваат и сензибилитетот и духот. Не залудно, ланија доби наградата или годинава ја доби наградата? Годинава ја добив наградата, да. Тоа кога бевме... Регионална награда? Тоа е за на фуд инфлуенсер, така? Да. Тоа е топ 5 инфлуенсери за храна на Балканот. Јас бев премногу изненадена и дури не знаев кога ми ја кажа веста дека сум добила, велам како мене ме одбравте, ама тоа е што кажа и пред малку, значи се препознава сензибилитетот и љубовта. Затоа што денеска единствено треба само нели да се остане автентичен на себе. Апропо нели говорејќи сега за циметот како состојка, не треба никој да ви ги ограничи можеби нели потенцијалите и во готвењето. Супер, сега ќе ги свиткаме тортилите. Претпоставам дека за нова година ќе си бидете дома во Скопје. Тука сме, да, ќе славиме нова година со друштво. Во игротека? Да, сите се чудат како е тоа можно. Интересна е комбинацијата. Да, еден пријател има ресторан со игротека и бидејќи во ресторанот си има прослава, ние и ланската година се договоривме со друштвото, 4-5 пара сме кои што ќе славиме заедно. Супер, како рече Дарко, вие ќе бидете во бачилото? Не, децата ги пуштаме да си играат во игротеката, а ние со останатите си прославуваме. Чиста работа. Да. Супер. Децата си се задоволени, ние сме си задоволни. Тоа што на нив им е битно, енергијата да си ја потрошат на таков начин. Најважното е дека никој за ништо нема обврска, ниту да чисти по дома, ниту да готви, ниту да средува после прославата. Сите сме ослободени од таа обврска, а на крајот од денот нели сме си направиле убава забава. Да.
ја имате традицијата на 1 јануари и виенскиот концерт? Мислам дека е тоа задолжително во секое семејство и во голем дел од светот. Обавезно, дури и од Сабајле кога ќе станам, мајка ми секогаш ме потсетува, мама, да не заборавиш да го гледаш виенскиот концерт. Интересно дека Да, и сега ја пренесуваме таа магија традиција и кај моите деца да гледаат, иако они се уште не разбираат баш, ама нели од мали кога ги учиш. Мала инвестиција полека. Пренесуваме, да, така колку можеме. Никој пат нема да заборавам дека нели кога живеевме со моите родители и јас и мојата сестра, тоа беше негде околу 10 часот, вечерта нели сме направиле забава што сме направиле, меѓутоа без исклучоци наутро колку и да се спие, не се спие, стануваш да го гледаш виенскиот концерт и особено нели неколку пати се случило барем заради детскиот марш да те пробудат родителите и да го гледаш нели така како кулминација. Сега ќе ги исачам на крупчиња. Да, велат, особено за виенскиот концерт велат дека вистина карти се бараат однапред години. Па ние пред известни години гледавме со сопругот. Тешко се предпоставам дека се. Прво што е тешко да се добијат, второ е многу се скапи. Да, екстремно. Да. Екстремно се. Одиме сега. Сега, може вака да ја свртам. Не, вака ќе ја свртам, извини, потесниот дел. Така, баш како да си додека коелка. Супер. Одлично. Оп. Да си посакаме сериозна годинава повторно. И најдобрата инвестиција е инвестиција во некое добро хоби кое што може да го трасира патот до нова професија, меѓутоа и да си посакаме што е можно повеќе патување, независно дали тоа ќе бидат европски дестинации, доволно е само да се прошета и во Македонија во било кој дел и да се ужива, затоа што мислам дека тоа е најбавиот спокој за душа и, како што кажавме, инвестиција. Да. Супер. Ево уште неколку минути не стануваат и оваа година Уште да декорираме. Таман со кашкавалчето згора, да. Да. Еве, Цецко, имаш прилика да конзумираш денеска елка. Фини работи. Супер. Може режија за последниве неколку ваква, ако не ви е проблем, нека трепка, нека оди во позадина како музичка подлога. Рече дека готвиш со музика. Па да. Мене и китењето на домот и откитувањето да не биде малку тажно, ама и секој готвење ми е проследено со музика. Да, и на кој веќе ќе потсетиме, бидејќи го погледнавме спотот на Сара Мейс and the Girls или Сара Мейс и девојките. Нивната празнична атмосфера започна од зимската приказна токму во Битола. Потсетиме, оттаму започна и нивната турнеја. Ќе потсетам дека вечерва ги имате во Филхармонија во 20 часот. Билетите може уште некој билет да останува секако во продажба на МК Тикетс. Ете, ќе се потрудиме и ние со камерата на Телма да бидеме всушност во поддршка на овие дами кои што ќе донесат празничната магија со најголемите божикни хитови. Еве ја слушате во позадина, така што со Сара Мейс и девојките кои што ги имавме пред некој период во студиото. Предобра песна, мора да признам. Така некако ни донесе една празнична магија. Да, што се истрткав, не знам. За декорацијата. Сакаме звезда да направиме? Да. Чеки да се потруда вака. Мислам дека ќе... Чеки. Марко. Дали ја направив грешка, не чеки? Таман си. Така? Да. Чеки само да видам како ќе спасам другата петокрака, чеки. Чеки? Добар си. Ја, добро ќе го спасиме? Дарко, ова во блуперс ќе оди. Чеки, зашо ли ми текнеш од така направција? Ова ќе биде за рециклирање. Само погледнете ја звездата. Ова е дело мој на... Дај вака ќе исечеме и ќе личи полузвезда. Нека и 20-та не можевме, тоа е... Ете, добро спасено, сторено.
Круна ќе биде, ајде. Што е важно? Остатокот ќе биде лампиони. Може вака да ги наредиме? Ово ќе биде лампиончиња. Може. Ете. Прекрасно. Готвиме со љубов. Еве го. Еве и лампион дури ставивме. Битно е вкусно. Марко. Си го направивме кефот ја. Еве го. Готови сме. Еве ни е нашата новогодишна илка. Ма види колку убаво излезе. Боби, да не направам белја. Нема. Еве ни е елката. Звездата не ја гледаме, тука е беа, круната. Ти благодарам што беше делом. Ти благодарам и до тебе. Во секое време те чекаме Посакувам 2026. убави празници, убаво Исто. да се поминете. И после празниците би сакала една убава дружба, си Дружба, направиме. си го ветивме и тоа ќе го сториме. Да. Дарко ни е сведок во амбиентот дали твоја, моја кујна обавезно го правиме, ќе се договориме и ќе го споделиме тоа за гледачите. На гледачите обавезно ќе им прикажеме едно видео каде што јас и ти ќе Ќе готвиме го заедно. си го ветивме уште Да. летото, тоа ќе си го сториме 2026. Со теа ви испраќаме многу бакнежи, сериозно. Стрикни празници нека на ви бидат спокојни гледачите. деновите. Да, ви посакувам на сите убаво расположение, добро здравје и ќе се гледаме за убави работи. Се гледаме. На здрави поедок со утринска на телма и уживете секако со остатокот од утринската.